72-годишната прилепчанка Оса изгорела во пожар кој утринава се случил на улицата Никшичка број 10. Пожарот започнал од просториите на приземјето каде живеела сега починатата. Не се знае од што настанал истиот. Во моментот на пожарот се случувала вистинска драма, затоа што огнот започнал за брзо време да се шири на другите два ката од куќата, каде што во моментот на трагедијата се наоѓали низините двајца синови со семејствата. Во моментот на пожарот, семејствата на двајцата синови на починатата кои што живееле на првиот и на вториот кат од куќата биле спасени од страна на територијалната противпожарна единица со помош на скали преку терасите. Соседите велат дека гледката била страшна, оган и пискотници од сите страни. Гледав пламен имаше, чат одоздол излегуваше од гаражата, од собата кај што седеше старата. А што се случило? Како се случило до тогаш ништо не видов. Само гледав чат и спасува горните децата, долните од тераса ги спушти таткото и прифатија долу. Горните со скали од кога дојде пожарната ги спуштија девојчето и невестата. Од противпожарната единица од Прилеп рекоа дека интервенирале со 4 возила и 11 пожарникари. Пожарот бил изгаснат за кратко време, но за жал жената веќе починала. Пожарот се проширил по скалите на двата спрата, но со успешната акција спречен е тој да ги зафати просториите на двата спрата. Спасени се човечки животи, но за жал се случи немил настан каде што една личност се почината. По трагичниот настан роднини и пријатели на семејството веднаш пристигнаа на помош за расчистување на куќата. Семејството го посети и градоначалникот на Прилеп, кој им вети финансиска помош, но ги повика и сите хумани граѓани и компании да помогне кој колку може. Општина Прилеп како и секогаш и овој пат и ќе излезе во престрет со материјална помош на овие две семејства. Се надевам дека ќе добиеме и помош од други места, од стопански субјекти. По пожарот на терен веднаш излегли и екипите на полициската станица од Прилеп и јавното обвинителство, а вешто лице допрва треба да утврдува од што и како настанал огнот.